Април ја донесе сезоната на штрајкови. Во наредните минути ќе зборуваме за растечкото социјално незадоволство и за она што ги извади работниците од своите работни места на генерален штрајк и на протести. Ова утро да си кажеме со Боро Великденов од Синдикатот на Македонски пошти и со Младен Стојановски исто така од Синдикатот на Македонски пошти. Господа, добро утро, добредовте во утринската програма на Тело. Добро утро. Задутре вработените во Македонска пошта стапуваат во генерален штрајк. Да. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе имаме генерален штрајк на ниво на цела Македонија во 15 подружници низ Македонија во Македонска пошта, каде што согласно законските регулативи ќе има делумен прекид на работата, односно согласно Законот за поштенски услуги. Обврзани сме како даватели на поштенски услуги да за време на штрајк имаме прекин само на делот на платниот промет, обичните пратки и други видови на пратки, а обврзани сме по закон да ги дистрибуираме пратките, судските пратки, препорачаните пратки, административни пратки, пратките кои се од областа на одбрана и безбедност. Колку такви пратки во вкупниот број на обем на работа отпаѓаат на овие што ќе продолжите да ги дистрибуирате, а колку е процентот на оние граѓански пратки што ќе бидат блокирани? Во бројка, не знам, меѓутоа процентуално веројатно се над 30-40% од збориме за овако вид на препорачани пратки. Така. Господин Стојановски, кои се вашите основни барања? Основните барања наши се прво зголемување на линеарно на платите. Ние почнавме со уште од 15.10.21 година. Мислевме дека ќе дојдеме до некој споразум со синдикатите и со менаџерскиот тим. Него од тогаш помина од 6 месец, немавме слух да го решиме то безболно. А иначе барањата се натрупани тука во пошта кај нас години уназад. Не се работи за ова гарнитура сега што е дојдена на власт, него уназад поштава тоне. Никој не си е презеде одговорноста да го реши случајот со поштарите. Замислете, 32 години платата во Македонска пошта не е качена. Замислете какви се нашите вработени во пошта. Стрпливи, чекаат и работат. Верувајте, тука се појавија и нелојалните конкуренции на приватните, али никој не се не зазема став цврсто да готово да го реши проблемот со вработените. Испаѓат, пупу важи, пупу не важи. Разговараш ти со менаџерскиот тим, денеска разговорот да ќе биде, утредента ништо. Каква ви е соработката со актуелното раководство? Моментално со актуелното раководство немаме добра соработка, особено со генералниот директор. Како социјални партнери нема социјален диалог во Македонска пошта, токму и затоа и се доведовме до поведување постапка за штрајк. Зошто нема разбирање? Затоа што, како што кажа колегата Младен, уште од 15.10 имавме состанок, тогаш имавме предупредувачки протест, така да и со тој предупредувачки протест предизвикавме состанок со управниот одбор, каде што точно ги изнесовме нашите барања и врз основа на тие барања донесовме заеднички заклучоци. Меѓу тие заклучоци беше и заклучокот кој за нас многу беше битен е зголемување на платите на вработените. Односно, заклучокот беше дека по зголемување на минималната плата на државно ниво, веднаш ќе се постапи кон зголемување на платите на вработените. Така да нашето барање го црпеме од тој заклучок, веднаш по зголемување на минималната плата на 8.2 доставивме двете синдикални организации барања до генералниот директор и управниот одбор за отпочнување преговори со цел за зголемување, линеарно зголемување по 3.000 денари на вработените, но од тогаш наваму ниту бевме повикани, ниту имаше слух за нашите барања. Но морам да нагласам, и покрај барањето за линеарно зголемување на платите, ние со години назад се соочуваме со многу
лоши услови за работа, необезбедени средства и опрема за работа, која има огромно влијание врз работените, незадоволството е огромно, револтот е огромен кај вработените. Дополнително мора да спомнеме, како што каже и колегата Младен, ние 32 години кај нас не се покачени платите. Овој притисок што се прави со инфлацијата, со макроекономските индикатори за зголемени трошоци за животот, намалената куповна моќ кај нас во Македонска пошта со зголемување на минималната плата, над 70% од вработените ќе земат плата еднаква на минималната. Просечната плата моментално во Македонска пошта вкупно е околу 22.000 и нешто. А кај технолошкиот процес моментално се уште не е усогласен на минималната плата, ќе изнесува околу 17,5, тоест по усогласувањето 18.000 денари. Така, спомнавте дека парате и подобри услови за работа. Да. И дека дали тоа сметате дека зависи од актуелното раководство или од некој раководство претходно, или со оглед на тоа што сте акционерско друштво во целосна собственост на државата, тоа зависи на повисоко ниво треба да се решат вашите барања. Дали тоа зависи од способноста на актуелното менеджерски тим или пак од состојбите во државата генерално? Првенствено, како што кажавме, состојбите кај нас во Македонска пошта долги години назад се таложат и во делот на условите за работа, обезбедување средства за работа. Ние со години немаме ни работни униформи, да збориме за средства за работа. Немаат мопеди, велосипеди, поштарите, технолошки возила, компјутерска опрема за шалтерските работници и останати работи. Во делот на условите за работа, субстандардни услови за работа, имаме објекти кои се постари од 50 години, па можем да кажем на 90% не се ни реновирани. Дали е реновиран објектот кој беше зафатен од пожар, онаа округла зграда во поштата? Не, се уште, колку што знаеме, колку што имаме информации, ставени сме преку Европска организација за санација на објектот, некој вид на културна заштита, не знам точно како, извинете, тоа подобро ќе добиете одговор од менеджментот, од генералниот директор, но за жал се уште изгорената шалтер сала не е реновирана. Господин Стојановски, порано, пред тие 32 години, кога последен пат била покачена платата во пошта, тогаш беше престиж да се работи во пошта. Се сеќаваме сите од раното детство или вие од почетокот на вашата кариера, можеби, и беше баш достоинствено да се биде поштар, бидејќи беше добро виден гостин во секој дом, ја носеше пензијата, и на некој начин беше на вистина задоволство да се работи таа работа. Може ли да направите паралела пошта некогаш и пошта денес? И сега е достоинствено да се работи во пошта. Али со некои измени, преска вие поставивте едно прашање, што сакам да одговорам, да се вратам назад. Како се таложиле работите во Македонска пошта? Значи, досега нема никаква одговорност за претходните менеджерски тимови и претходните директори. Порано, како што кажавте, беше честно и чест беше да се работи во Македонска пошта. И сега е честно. Чест да се работи во Македонска пошта. Него со добра поставеност, со добра организација, со помош на синдикалните организации, со помош на сите вработени. Јас мислам дека пошта може да се реши по кратка постапка. Ама тоа зависи од сите нас. Ако имаме ние слух со раководството и сега ако е закаснето, мислам и тврдам дека може да се најде соодветно решение и да бидат сите среќни во Македонска пошта. Господин Великденов, спомнавте неколку раководства, вашиот колега вели нема одговорност за претходните раководства. Вие рековте дека моментално со актуелното раководство не сте задоволни со работката. Може ли да направите некаква паралела? Пред Макрадули беше директор Рустеми, ако не се лажам, кој потоа замина во за јавни патишта во јавното предпријатие. Од аспект како социјални партнери и социјалниот диалог со претходното раководство можам слободно да кажем дека имавме одлична соработка во тој сегмент. Но за жал, како што спомнав, ако направиме паралела со сегашниот управен одбор, генералниот директор,
нема социјален диалог и затоа повторувам се доведовме до водење на постапката за штрајк. Кога немате слух за барањата на вработените, не можете тоа да го направите по пат на диалог. Единствен инструмент и механизам на синдикатите е да преземат порадикални мерки и чекори, а тоа е штрајкот. Да не се разбереме погрешно. Ниту ние како синдикати сакаме да се случи штрајкот, ниту пак вработените. Меѓутоа, кога немате социјален диалог, кога немате одговор на барањата, подолг период, нема друго што да правиме. Повторно ние, иако на 14.4. започнува штрајкот во 8 часот, даваме прилика и шанса да управниот одбор, работодавачот, седнеме на маса, попадна преговори, ги решиме недоразбирањето, односно Меѓутоа, да се прифатат нашите барања. И во времето на Рустеми не беа решени вашите проблеми, зошто не беа наши добро, сега не? Не, имавме тоа социјален диалог. Во тоа време го вративме вредноста на бодот и тоа враќање една голема неправда на вработените која пред 10-12 години ни беше намалена вредноста на бодот, тоест намалени платите, со некаков тогашен изговор дека тоа ќе трае 6 месеци, за жал траеше 12 години. Имавме социјален диалог, имавме некој трпение, меѓутоа сега не ова директно дека ние имаме нешто против работодавачот. Самиот притисок што кажав, што го направи инфлацијата, поскапувањето на цените, енергенсите, електричната енергија со нашите мали плати, ние се доведовме до ситуација да не може да обезбедиме пристоен живот за нашите семејства. Не можеме да ги прехраниме. Ние сме доведени до ситуација со овие плати да не можеме да обезбедиме еден оброк. За вториот, ако можеме да се снајдеме, трет не доаѓа во обзир. Колку е, господин Стојански, што е вашето работно место во пошта и колку е вашата плата? Прво да се надоврзам на колегата, ако ми дозволите. Јас мислам, секогаш во животот сум бил оптимист. Јас мислам дека, ако е закажан штрајкот на 14, мислам дека денеска и утре, ако има добро разбирање, слух, ние сме спремни и да го ставиме штрајкот во мирување. Верувајте, али мислам дека више сите работи се закаснети. Ме прашавте моето работно место, јас сум еве 26 години со возниот парк во Македонска пошта. Јас работам водител сега на оделение за сервисирање, али уште ги извршувам задачите како контролор на техничка исправност. До пред некоја година скоро цел возен парк на ниво на Македонија, по сите единици, Скопје 2 беше одговорна за возниот парк. Сега се поставува прашање како работиме во тие услови, ние со тие возила, со тие средства. Сепак, фала му на Господа, ние до сега сме, барем во процесот на возниот парк и во процесот на возилата, добри ако работиме со возила што се поминати километри на 1,5 милиони. Колку изнесува возниот парк? Колку возила имате вкуп? Па ние сега моментално имаме во Пошта 2 околу 36 возила. Вкупно во цела Македонски пошта? Во цела Македонска пошта тачниот број можда не можам да го кажам. Оти имат што се расходовани, имат возила што се дефект, што не се во оти кај нас, сепак и возниот парк многу години не е обновен. Која е просечната година на старост на возилата? Просечната година со ова е на старост од 95-та, 86-та, зависи возила имаме и од 2005-та. Последните се купени во 2005? Последните возила се купени 2007 година. Просечната километража, рековте, сите се околу милион километри имаат минат? 15-та Берлинго така ги. Молим? Колку е просечната километража? Рековте милион, има возила со милион километри. За тешките. Добро. Зборам, да. А иначе, со добра организација, кај нас, што се во возниот парк зборувам, сепак секој си го кажува својот од возниот парк. Ние имаме екипа, она претходно сакав да ви го кажам, без екипа, без добра уиграност, една работна единица не можете да ја водите.
Добро, не ми одговоривте колкава е просечната плата во луѓето што се ангажирани во возниот парк. Просечната плата е околу 22.000 денари. Велите, ако има слух од надлежните, подготвени сте да го ставите штрајкот, односно да не го почнете воопшто генералниот штрајк. Зошто мислите дека би имало разбирање кога еве 2 дена сме сведоци дека СОНК, наставниците и негователите протестираат, односно штрајкуваат, стопира на воспитно-образовниот процес, па тоа не се решава. Зашто вие би имале приоритет? Да не бидам погрешно разбран. Платата, да не се повторувам, во пошта 32 години не е покачена. Сите овие што штрајкуваат, не сакам погрешно да ме разберат, од 3 до 4 пати нивната плата е зголемена. Мислам, ние ради овај мир и диалог што го почнавме на 18.3. заедно со председателот на ССМ Дарко Димовски, со нашиот менаџерски тим, на 21.3. дојде и вице-премиерот Битичи. Мислевме дека ние со подадена рака ќе најдеме споразум. Беше договорено на тој состанок да ни се одговори во рок од 7 дена. Значи, ние многу одамна сме го почнале ова да нема... Добро, тоа да, само да се надоврзам. Вработените во образованието велат дека има наставници, негователи, па и професори кои добиваат околу 20.000 денари плата, така што не држи аргументот дека платите во пошта се најниски. Зошто мислите дека ако нема разбирање за наставниците, професорите и негователите, би имало разбирање за вработените во пошта? Не се разбравме. Убаво, како преска спомнав, 70%, над 70% од вработените кои се директно во технолошкиот процес во Македонска пошта добиваат сега моментално над 30 и повеќе проценти од таа категорија на вработени се под минимална 16-17 илјади денари. Со усогласување на минималната плата над 70% ќе земат плата еднаква на минималната. А сега им пред некој ден баш излезе податокот за синдикалната коштица дека само за еден месец се покачија цените, тоест коштицата се покачи за отприлика негде приближно 1000 денари. И како се движиме се движат цените, покачувањето на цените, ние тие 18.000 се многу малку. Јас треска ви кажам. Не, и така да, не дозволете. Ме збунува само зошто очекувате да добиете приоритет пред наставниците. Не рековме приоритет. Синдикалната борба е подеднаква. Погрешно го разбравте колегата. Сегде треба да се бориме за нашите права работнички. Ние како синдикати. И не се ставаме ние во предност или некаква поинаква категорија дека ние треба да добиеме. Ние рековме дека 32 години не се покачени платите. Колегата рече дека е оптимист, дека во овие 2 дена нешто може да се смени. Јас прашувам, ако се дозволува во државата да биде запрен воспитно-образовниот процес, зошто би излегле во пресред на вашите барања? Така е формулирано прашањето. Зошто мисли каде го црпите тој оптимизам? Може ли јас? Извинете. Надата последна умирата. Јас све мислам, пак ќе се повторам, оптимиста сум. Оти ние сами во нашата работна организација, со помош од влада, можеме да се реорганизираме и можеме, али можда е ова малце закаснето. Затоа почнаа преговорите со управниот и со вице-премиерот од 15.10. Ние, да не се повторувам, ние имавме време, 5-6 месеци, да то безболно го решиме. Да, и тогаш имавте предупредувачки протест, кога ви беше исплатена платата во периодот е прекраток, 2 дена, станува збор за 2 дена. Ние на 14.4. излеземе на штрајк. Оптимисти сме дека во овој период има шанси да даваме шанса, тоест да излезат. Кои се вашите црвени линии? Зашто би сте подготвени да прифатите за да не почне генералниот штрајк? Како што кажав, има повеќе барања. Линеарно зголемување на платите од 3000 денари, така? Да, линеарно зголемување на платите на вработените во висина од 3000 денари. Прво и приоритетно барање. Наредните барања се изготвување нова систематизација, реорганизирање на работењето на Македонска пошта, обезбедување услови за работа, средства за работа, како и останатите барања кои беа наведени во заклучоците. Тоа е нова реорганизација која треба да се изготви, со години не изготвена во Македонска пошта, се со цел
за подобрување на работењето, да бидеме поефикасни, попродуктивни и професионално ги извршуваме нашите работни задачи, со крајна цел да се доближиме до граѓаните и да се високо позиционираме на поштенскиот пазар. Задоволни клиенти. Да, онако што кажавте преска приватизација, јавно-приватно партнерство. Ние како вработени, јас со мој работен стаж од над 20 години во Македонска пошта, тврсто стојам за тоа, со нашите капацитети, потенцијал кој го имаме и нашата структура, над 330 поштенски единици во Македонска пошта, низ цела територија на Републиката, имаме и текако големи можности со добра организација, реорганизирање на работењето, сами да функционираме како компанија, да бидеме меѓу првите 10 компании во Македонија. Но за тоа треба сериозни реформи да направиме, реорганизирање, заедно со помош на владата да... Имате сознанија работодавачот каква иднина подготвува за Македонски пошти со оглед на тоа што и генералниот секретар до пред некој ден Закири заглави поради консалтинг услуги, односно подготовка на приватизација или физибилити студија, дали треба поштата да се приватизира или да се оди во јавно-приватно партнерство. Имате сознание за што станува збори, која е според нив приоритетна опција? Како што кажав, немањето социјален диалог и целосно исклучување на синдикатите во работењето и консултирање со синдикатите, немаме никакви информации, нити знаеме за што станува збор, нити сме ја добиле по законска регулатива. Законот е обврзан работодавачот да не информира, а воедно и да бидеме вклучени во изготвување на таква физибилити студија, каде што и текако огромен интерес имат вработените. За жал, нити знаеме за што станува збор, нити сме биле вклучени како синдикати во изготвување на таа физибилити студија. И во едниот и во другиот случај се заканува отпуштање на вработени, приватизацијата можеби би новиот собственик би оценил дека има превработеност, или па и таа физибилити студија која би се определила за втората опција за јавно-приватно партнерство, можеби би дошла до заклучок дека има превработеност во Македонски пошти. Висат ли работните места, дали се во прашање? Прво и основно ќе кажеме, како синдикат нема да дозволиме никакво отпуштање од работа на вработените. Како што кажавме, со добра реорганизирање на работењето, можеме да ги постигнеме нашите цели. Мислам дека во Македонска пошта нема превработеност. Имаме сега постепено старосната структура во Македонска пошта е голема, над 60 и повеќе 60% имат старост над 55 години. Што етапно секоја година се повеќе ќе заминуваат во пензија, и така да нашето натрешно преструктурирање ќе постигнеме ефект да нема никакви откази. Меѓутоа имавте реакција минатата година кога директорот Макрадули вработи 70-тина или ако не се лажам 30 и повеќе, да, кои беа административци. Да, имавме реакција бидејќи во ситуација кога имате финансиска криза во компанијата, така, каде што не можеме да обезбедиме средства за плата за постоечките вработени, ние вработуваме и тоа административци. Какво беше објаснувањето? Немаше објаснување дека биле итни неопходни. Беа итни неопходни или беа партиски заслужни? Според нас не. Дали биле партиски, не знам, ќе си го прашате генералниот директор, а според нас не беа итни неопходни. Се извинувам, сакам да кажам дека тука не се работи во синдикативе. Со колегата Боро, не се работи партиски. За ниедно барање што претходно го кажам. Тука партија нема. Или представуваш вработените ги представуваш, или се одредуваш да одиш во некој штаб партиски, тука партија нема. Сакам друго да кажам. Како што кажа колегата Боро, ние ако имаме прави луѓе на право место, со таа реорганизација што ќе направиме, со таа систематизација, ние можеме сами да си работиме во пошта. Друго нешто се дешава. Ние имаме погрешни луѓе на право место. Значи, треба сами да се реорганизираме, да ги ставиме луѓето што можат процесот на работа да го водат. Да си поставите директор сакате сами? Молим? Да си поставите сами директор? Не се работи за менаџерскиот тим. Се работи за структурите од доле нагоре.
Добро, задутре почнува генералниот штрајк. Што значи тоа? Дали објектите, поштите ќе бидат затворени под клуч, дали шалтерите нема да работат, дали нема да може да се вршат уплати преку пошта? Може да објасните малку повеќе? Може да, ќе давам објаснување. Како што кажавме, согласно законските регулативи од Закон за поштенски услуги, ќе ги извршуваме оние услуги од поштенскиот дел, пак ќе ги нагласам, судски препорачани пратки од администрација, пратки за прекршоци, пратките кои се однесуваат на дејноста на одбрана и безбедност. Значи тие видење пратки имаме обврска законска да ги извршуваме. Пардон. Сите останати видови на услуги ќе бидат во мирување додека трае постапката на штрајк, но не значи дека поштенските единици ќе бидат затворени. Ние мораме, по согласно законот, сите поштенски единици да бидат отворени, за да можат граѓаните, правните лица и физичките лица да си ги извршуваат своите услуги од оваа категорија. Ќе може да се испраќаат пратки граѓаните? Па пратки само вие видови на пратки, затоа имаме ситуација каде што имаме пошти каде што нема вработените да прифатат да штрајкуваат. Иако мора да нагласам дека огромен процент, на 90% од вработените го поддржуваат штрајкот и покрај притисоците кои се прават моментално, решителноста и незадоволството и загриженоста пред се за нивната иднина, за нашите работни места, не станува збор само за покачување на платата. Кој ви прави притисок? Има одредени лица се вршат притисоци, односно повеќе се пласира еден метод на демотивација кај вработените, а тоа дека се користи законската регулатива како изговор за дека за време на штрајк тие дена нема да се плаќа дневница. Знаете, ние со овие мали плати, со кредити, со обврски кои имаме према нашите семејства, луѓето вработените се загрижени како тоа, сепа нема да има дневница, тоа така се пласира. Кој го пласира тоа? Кои се тие луѓе? Одредени вработени колеги, тоа го пласират. По чиј налог? Зошто го прават тоа? По чиј налог? Може само да претпоставиме по чиј налог. На кого му одговара да се демотивираат вработените да не излезат на штрајк. Какви се вашите сознанија? Зошто некој би го спречувал штрајкот? А зашто? Од вработените нас се ова е Македонија. Еве гледате, имате еклататни примери со Сонка. Се вршат притисоци така да тоа не се користат такви методи за да се спречи штрајкот. Ја не знам зашто. Имате вие демократско уставно право е. Имате вие како синдикални лидери директни закани притисоци да не се почнува штрајк? Не, моментално не. Моментално немаме директни закани. А притисоци? Има благи притисоци, но кој ги врши тие притисоци врз вас? Па не, индиректно. Знаете, индиректно вработените се пренесуваат информации што за нас тоа може да кажам нешто. Се извинам, колега. Притисок на председателите на синдикални организации, конкретно на мене и на Боро, не може никој да изврши. Притисок, ако се изврши, тогаш подобро е јас и колегата Боро да се тргнеме од овие синдикални работи, така да преска кажав, нема притисок. Ние сме поставени тука да ги заштитиме работничките права, без исклучок, а не да подлегнуваме на притисок. Сакам еден апел до сите што мислат за време на штрајков, за време дека ќе извршат притисок на вработените, дека ќе извршат притисок на вработените, дека ќе извршат притисок на председателите на синдикалните организации, мислам дека се лажат. Ние нема да подклекнеме на тие уцени, закани и притисоци. Добро, кога зборувате за вашето барање во однос на подобри услови на работа, дали основно барање е униформите и обнова на опремата, дали се мисли и на обнова на возниот парк, дали се мисли и на поголема заштита со оглед на тоа што објектите на Македонски пошти се честа мета на грабежи. Еве и вчера во Мала Речица се случи нешто такво. Да. Не станува збор само за униформи. Како што кажавме, покрај униформите за да бидеме ние поекспедитивни, попродуктивни во нашето работење и извршување на работните задачи, покрај униформите треба да се немаме ние со години набавено велосипеди. Имаме набавка некоја пред неколку години на мопеди, меѓутоа тоа е недоволно. Истите тие мопеди сега не се сервисирани, се соочуваме, поштарите се соочуваат со проблем да немат мопеди се уште.
Технолошките возила, како што спомна колегата Младен, се застарени со многу километри, амортизирани, така да мора да се обнови возниот парк во делот на технолошки возила, збориме, да се обезбедат технолошки возила за професионално извршување на задачите. Во делот што кажавте за кражбата, да, и во тој сегмент треба да имаме ние обврска да ги поштите имаме поголемо поголемо ниво на безбедност и заштита пред се на вработените, а втори на објектите. Си има таму стандарди како сето тоа да се изврши и имаме во добар дел на поштенските единици, меѓутоа е недоволно. Великденов Стојановски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма на Телма. Се надевам дека ќе дојдете до решение или ќе имате успешен генерален штрајк и повторно ќе го добиете тоа што го барате. Се надеваме дека ќе имаме социјален диалог, ќе седнеме на маса, ќе ги решиме нашите барања, ако не на 14 се гледаме во 8 часот со штрајкот сите губиме. Со започнување на постапката за штрајк. Тоа е задутре веќе. Телма ќе ја следи состојбата и ќе биде отворена за сите ваши информации и јавувања. Така што на 14. Да, еве веќе. Задутре ќе бидеме повторно во комуникација.